Ниту премиерот, ниту министерот за земјоделие не одговорија дали лично ќе се појават кај оризарите и им објаснат зошто ги немат исполнето предизборните ветувања. Заев вети дека нема да ги остават. Конкретни мерки најавија за лозарите и индустриското јаболко, но не и за оризарите. Исто така со 3 денари ќе помогнеме за индустриското јаболко, сето тоа е проектирано во буџетот и во делот на оризовата арпа помагаме континуирано и по делот на хектаража и по делот на субвенциите. Дадов инструкции и насоки на барање на министерот после консултациите да имаме максимален фокус и посветеност. Оризопроизводителите се категорични. Си ги бараат 25 денари за килограм продаден арпа и 50 денари за белиот ориз. Тоа е 2017 година рекоа вака: штом ќе дојдеме, оризот ќе биде откупен по 25 денари, а белиот 50. Очеднаш апелирам премиерот и министрот да дојдат и да му објаснат на овај народ. Значи Заев лаже, 25 нема, него е 17 оризот, се разбереме. Министрот лаже, Николовски лаже. Тие само со лага дојдоа на власт. За 2 недели ќе стартува новата жетва, а амбарите се полни со ориз од минатогодишната реколта. Доколку власта и понатаму остане глува, оризопроизводителите се заканија со граѓанска непослушност. На гласите нема да испаднеме и нема ние да се попишеме. Ние ќе се попишеме како робови. Ние сме робови во собствената држава. Жетвата ќе почне за 15 дена. Кога се нови шупи треба да правиме за да го складираме оризот. Овие откупувачите велеа ајде на 20 дена. Ајде на 3 месеца, сега и 3 месеца е многу. Значи ние после 3 месеца сега да го даде оризот, после 3 месеца ќе дојде, тоа знаеш кога пари ќе земеме ние никогаш. И таа цена сега што нудат овие откупувачите. Значи ние ги само ни правиме богати. А ние немаме пари од тоа, не остануваат пари за живот, за гол живот немаме. Иако оризопроизводителите најавија дека ќе останат на барикадите се до исполнување на нивните барања, поради големиот притисок се повлекоа. Нов протест закажа за наредниот вторник.